Месец февруари е месецот на карневалите, се разбира, кога станува збор за оние светски најпознатите број 1 во светот и според посетеноста, се разбира и според значењето оној во Рио, во Европа, тука е фестивалот или карневалот во Венеција, а кога станува збор за Македонија, неизбежен е Струмичкиот карневал. Токму утре, 17 февруари, 18:30 е часот кога почнува на ова најново издание на Струмичкиот карневал 2018. Февруари е месецот на карневалите. Струмичкиот е еден од најзначајните обичаи и традиции во нашата земја. Од 14 до 21 февруари, Струмица живее во духот на вековната карневалска традиција. Програмата по обичај богата, а се започна на 14 со детскиот маскенбал, по кој следуваше и концертот под маски на музичкото училиште Боро Џони од Струмица, како и објавувањето на резултатите од темата за проза и поезија на карневалот во организација на библиотеката Благо и Мучето. На вториот ден беше отворена изложбата на фотографии од минатогодишниот карневал. А денешниот 16 февруари е резервиран за свеченото отворање на Струмичкиот карневал 2018, со одржувањето на традиционалниот маскенбал, на кој се избираат принц и принцеза на карневалот, кој заедно со кралската свита ќе предводат големата интернационална карневалска поварка на главната карневалска вечер в сабота во 18 часот и 30 минути. Поворката од над 2000 учесници ќе се движи по улиците на Струмица, а завршните настапи групите од Македонија и странство ќе ги имаат на плоштадот Гоце Делчев пред жири комисијата. Празникот Прочка, 18 февруари, недела, резервиран е за детскиот карнавал на кој најмладите ќе продефилираат во маските на нивните омилени јунаци од филмовите и бајките. На чист понеделник пак, 19 февруари, карневалските празнувања продолжуваат со варење на традиционалниот бел граф, а ќе бидат објавени и резултатите за најуспешните маски од интернационалната карневалска вечер. Во Националната установа Центар за култура Антон Панов во Струмица ќе биде отворена и традиционалната изложба на карикатури и афоризми и ќе бидат доделени наградите за најуспешните. Предпоследниот ден е резервиран за доделување на наградите од интернационалната карневалска вечер и одржување на така наречената тримерска карневалска вечер. Струмичкиот карневал завршува на 21 февруари со одбележување на тримерските обичаи и концерт на ансамблот Тримери од Струмица. Струмичкиот карневал отишол можеби најдалеку по својата трансформација од сите традиционални игри под маски, како по времето на одржување, така и по својата цел и функција. За карневалот во Струмица се смета дека има многу долга традиција. Бил споменат и од страна на познатиот отомански патеписец Евлија Челебија, уште во 1670 година, кој минувајќи низ Струмица запишал: "Дојдов во еден град расположен на полите на еден висок баир и видов како таа ноќ маскирани луѓе претрчуваа од куќа в куќа, низ смеа, писок и песна", што јасно укажува на можноста дека се работи за тримерските карневалски свечености во Струмица. Во 1995 година Струмица со својот карневал се вклучи во големата фамилија на карневалски градови во светот, односно беше примена во Сдруженијето на европски карневалски градови, а во 1998 година беше и домакин на Конгресот на оваа светска асоциација. Следејќи го обичајот на другите карневалски градови во светот, и во Струмица се случи така нареченото предавање на клучот на општината од страна на градоначалникот на Струмица на организациониот одбор на карневалот, символично укажувајќи на тоа дека градот сега е под управа на карневалџиите. Од година в година, Струмица руши рекорди на посетеност, како од домашни, така и странски туристи за време на карневалските денови. Туристичките агенции од регионот го вбројуваат карневалот во 7 највозбудливи зимски настани во Европа и го препорачуваат како туристичка дестинација. Ова е уште една потврда за високото реноме, кое Струмичкиот карневал го добива низ годините.